Продолжува иницијативата за укинување на забрана за превоз на велосипед во ВОЗ, која е покрената од група на активисти кои се дел од Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг. Председателот на Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг, Зоран Јаневски, вели дека оваа иницијатива е пред се граѓанска, истата инспирирана од нелогичноста на нашето општество, да се залагаме за здрава животна средина, да промовираме екологија, а од друга страна да забрануваме транспорт на велосипеди со воз. Оваа иницијатива поаѓа од фактот што веќе неколку години, 3-4 години, со доаѓањето на новите возови во македонски железници, започна и забраната за превоз на велосипеди, кои што директно ги засега, да не кажам илјадниците велосипедисти, кои што преку возот ја пронаоѓаа својата слобода на движење. Значи, имаше велосипедисти кои што се движеа од Скопје до Битола, потоа се враќаат назад со воз, меѓутоа сега со оваа забрана им престанува таа слобода на движење, па ние покренуваме на иницијатива да, ако ништо друго, барем да се сретнеме со првите луѓе од македонски железници и ако има можност, а веруваме дека има, да укинеме оваа забрана. Тој додава дека оваа иницијатива е започната пред неколку недели. Планот на нивната иницијатива е да се соберат повеќе од 1000 потписи, кои во првите неколку дена тие собрале околу 700 потписи. Иницијативата секојдневно продолжува, а бројот на поддржувачи расте. Имавме пред 2-3 години писмени барања за нивна средба, тие за жал не успеа. Последно нивно удоволување беше негде 2015 година. Јас верувам дека ќе најдеме заеднички јазик, со оглед на тоа дека и нивното до некаде и нивното оправдување е логично. Логично од нивна страна, не знам колку е логично од наша страна, затоа што новите возови наводно не предвидуваат превоз на велосипеди. Сега со оглед дека една мала дигресија, со оглед дека возовите се кинески, во Кина има преку 1 милијарда велосипеди, јас не гледам причината зашто е сето тоа така. Мислам дека има можност да се коригираат седишта две или било како, да се најде некој начин едноставно и да се овозможи велосипедите нормално да се транспортираат, нормално со соодветна патна карта. До крајот на 2016 година, освен патничката карта што се плаќала за превозник, се додавало и символични 50 денари карта за велосипед. Јаневски верува дека доколку нивното барање се реализира, бројот на патници со воз ќе се зголеми. Иницијативата потекнува од Сдруженијето на љубители на велосипед Велес Байкинг, меѓутоа оваа иницијатива трае помеѓу сите велосипедисти во Македонија, така да се сметаме како еднакви од сите велосипедисти. Инаку електронската форма може да најдете на нашата веб страна velesbiking.mk и таму во нашите објави може да најдете слободно, да пополните. Не бара никакви лични податоци, доволно. Тоа е знак на една поддршка на оваа иницијатива. И јас се надевам за 10 дена ќе собереме 1000 потписи и со тоа ќе можеме едно заедничко писмо да доставиме до првите луѓе на македонски железници и да оствариме во блиски дни на некоја средба. Од Сдруженијето на граѓани Велес Байкинг со апел до сите граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа иницијатива, а воедно да помогнат да се реализира нивното барање. Ве охрабруваат да се потпишете во електронската форма што може да ја пронајдете на нивниот вебсайт. Тие веруваат дека со оваа иницијатива, освен што ќе се подигне свеста на сите граѓани да користат повеќе велосипеди во борба за почиста животна средина и подобро здравје, воедно најавуваат дека ќе организираат повеќе активности поврзани со велосипедизмот во блиска иднина.